Господин Јован Дамјановски, доктор на науки и универзитетски професор и истакнат граѓанин на Тетово. За почеток да се осврнеме и на моменталната ситуација, со која што сите сме нели малку окупирани. Кажете ми дали во ова време невреме може да го искористиме и просторот и времето кое што го имаме седејќи нели дома, да се искористи како поттик за творење и раскажување на нови приказни. Имате ли вие такво чувство дека може барем нешто добро да се извлече од оваа ситуација? Литературното творештво не е само во времето. Ниту може да пречи пандемското време, ниту може да пречи субјективни можности. Важно е дали во човечкиот живот во творецот има визија. Дали има визија да направи нешто што ќе биде прифатено од читателя. Кога се работи за книжевност, а и за другите уметности. Ја мислам дека визијата е важна работа. Треба да се оформи представа што ќе се напише. Какви личности ќе влегуваат во приказната. Каква порака ќе биде. За да се процени дали и каква одговорност има авторот, за што се заложува, за што е заговорник за сопишување на своето дело. Мислам дека делата што се пишуваат оставаа како потрага, како некоја потрага за нас, но и за времето. Се во животот, па и во литературата, се споредби, споредување со личности, со настани, со етниски дилеми, со моралот на човековото живење, за колективната представа за човековиот морал и етика, но едновремено мора да се каже дека е многу тешко тоа што ќе го замислиш, тоа што ќе го напишеш и да го оствариш како отпечатено дело. Потребни се многу средства, а авторот во нашиве прилики никогаш нема задоволство да помисли дека нешто ќе му се надомести. Зашто сепак се е во парите. Ја мислам дека моите 17 до сега напишани романи имаат една содржина која што е врзана за животот, за стварноста. Ја во основа го користим литературниот, книжевниот феномен да се оствари допир со стварноста, со животот, зашто таму се препознаваме како луѓе, и како колективен морал и етика, но и како поединечна ментална хигиена што ја носиме во себе и што сакаме да ја представиме преку нашите личности. Јас сум задоволен од тоа што досега го напишав, од мојата трага по животот, но сепак да кажем дека секоја потрага по животот е само посеток. Не постои крај на потрагата. Зашто секоја потрага создава барање нова потрага, трага нова потрага по животот. Според тоа, ја кога би ме прашале како би го собирал тоа што го пишував, веднаш би кажал дека пишував тоа што е врзано за животот на обичниот човек. Зашто помеѓу животот и смртта секогаш постои нешто помеѓу што е поважно. И јас тоа помеѓу го представував како обични луѓе. Пишував за животот на обичниот човек кој што незабележливо минува низ животот и времето. Ја мислам дека обичниот човек е заслужна цел да се пишува за него. Ја во моите приказни не се служам со многу анализи, со многу размислувања, со многу филозофирање, макар да сакам да и се обидувам да најдем филозофија во животот на секој обичен човек. Но сметам дека е потребно да се обезбеди една конечна филозофија за тоа како обстојува човечкиот род во современи услови, во овој технифициран свет во кој живееме,
во кои сме зависни од техниката и не само од сопствените можности, туку и од техничките можности на животот. Мислам дека не се служи многу со анализи, со филозофирање, со објаснувања, нити со толкување на историски настани. Тоа уште помалку, зашто сметав дека за тоа се одговорни други луѓе, други специјални луѓе во нашиот живот. Но се обидував животот да го проценувам, да излекувам филозофија од животот на обичните луѓе кои што незабележливо минуваат низ времето и низ просторот. Ја споменавте технологијата, дека сме зависни од неа. Мислите ли дека со тоа малку и се оттргнавме од сами себе, од меѓусебните односи, контакти? Да. Понекогаш, кога нешто требаше да го разјасниме, баравме книга, баравме луѓе, баравме пријатели едномисленици и разномисленици. Но сега не е тоа потребно. Со техниката може на интернет да добиеме се тоа што ни интересира. Но едновремено техниката значи и успорување на идеите или крадење на идеи. Но ја во основа во мојата книжевна работа се наоѓам, лично мислам дека се наоѓам помеѓу лагата и вистината. И кога би ме прашале зашто би се одлучил, за лагата или за вистината, јас би рекол за лагата. И ако ме прашате зошто, би кажал дека лагата може да се послужи и со фантазијата, и со богата фантазија може да се разубави мислата, но и животот понекогаш и на некои луѓе. А вистината мора и да се случи. Тука сме во потрага по вистината, која што го разјаснува нашиот живот, нашето вклучување во колективната свесност и несвесност, зашто ние како луѓе, како што би рекол Карл Густав Јунг, сме и несвесни за себе, за својата свесност сме несвесни во животот. Така треба да се најдеме во таа проблематика психолошка од обичниот живот од обичните луѓе, каде сме како луѓе и што треба да правиме за да се остваруваме како луѓе. Зашто животот се препознава на човекот и човекот се препознава низ животот. Дали со тоа што сме окупирани од сите страни, со технологија, со информации, со вести и секакви, кои што нели дел од нив и не вознемируваат, дали може да се каже и дека ја запоставивме пишаната мисла, културата, уметноста воопшто? Дали се може би ставени во втор план? Сакам да кажам дека мислата дека сме ставени во втор план е за сопствена утеха. Зашто имаме такви примери, за пример би кажал во нашава република, кој би им прашал за нашите млади луѓе кои се занимаваат со литература, во какви дела пишуваат, како се изразуваат во животот. Јас би рекол дека имаме големи личности. Например, кај нас има еден млад творец кој се вика Гоце Смилевски. Гоце Смилевски со својот роман Разговор со Спиноза и со овие поновиот Ќерката на Фројд направи една голема реклама за македонската литература и за себе. Истакнат писател европски, а млад човек се работи за млад човек. Имаме многу луѓе и во друштвото на писателите, кои што се сега членови на Писателската асоциација во Македонија, таму јас сум се уште во тоа, во раководството на друштвото на писатели, имаме многу млади луѓе кои што заслужуваат да бидат во списокот. Значи, ние сепак имаме луѓе кои што со својата надареност може да го бележат и да го објаснуваат животот во кој живееме. Но веднаш да кажем дека по нашите размисли треба да се служиме со Сократовата мисла, синтагма,
со Сократовата аксиома. Први да се запознаеме самите себе. Ја можам да кажам дека сум разочаран понекогаш. Има луѓе кои што не се трудат да се запознаат самите себе, а сакаат да зборуваат за другите. Тоа го руши моралот на животот, етиката на нашето живење. Кажете ми, на што работите конкретно во моментов? Мојот 17-ти роман, кој што е во печат, да си го направив, после пред ова пандемиска ситуација, состојба тешка, драматична состојба на нашиот живот, еве веќе влегувам на крајот од втората година, го направив, го напишав, овој роман кој што се однесува на старост. Пишувам за двајца старци од корнатици од македонската почва, печалбари во Женева, кои што се обидуваат да живеат во нови услови на живот, но со срцето се во Македонија, со срцето се во родниот крај, со срцето се во своите села, од каде што потекнуваат од Шарбанина, од погледот на големата и прекрасна долина Полошка. Тие се тука, значи меѓу тоа што треба да се препознаваме, во кој што треба да се препознаваме, и тоа што го живееме како луѓе. Тие се откорнатици, но покажуваат колку ни е растргнато нашето национално македонско народно ткиво ни светот. На секаде не има. Затоа веројатно и се одлучивте за таква тема, затоа што тоа дел од нашата реалност. Ја постојано пишувам за печалбарството како феномен од нашиот живот. Но порано печалбарството имало некоја смисла како печалбарско стопанство. Луѓето оделе за да заработаат за живот и се враќале. Значи оделе за да се вратат. Во современи услови одат за да не се вратат. И тука е наш феноменот на кој треба да објасниме. Што е тоа што не прави такви какви сме таму кај што живееме? Но тука е прашањето не само за разумот, за сонот, туку и за срцето. Сонот и живее и во срцето, како што живее во душата на секој човек. Но сонот исто така е прашање. Дали е добро спиење без сон, како што често ни се случува, или е добро спиење со сон, со сонување. А ние имаме сон да ни ја прави добра вечерта, да ни ја оплеменува душата, но да не прави такви какви што сме. Зошто луѓето често сакаат да живеат во животот како маски, како нашиве маски што ги носиме заради пандемија. Маски што ќе ги представат такви какви што сакаат да бидат видени, а не какви што вистински се во животот. Зошто во човечкиот живот, според Карл Густав Јунг, кој што често го користим како извориште на мојата филозофија, тој е голем научник, психолог, кој што ја создаде аналитичката комплексна психологија. Често со него се објаснувам дека ние луѓето немаме само еден човек во нас. Во секој од нас има најмалку уште еден човек. Живееме како архетипови. Ние не сме тоа што се нашите баби, дедовци, прадедовци, позади како што некогаш мислевме. Туку сме архетипови кои што ги има многу генерации пред нас и може да се пројават такви или онакви, какви што сакаме или не сакаме, во животот од тоа што го наследуваме како човечки род, а не само семејство и поединечен код генетски, туку и пошироко. Рековте дека се печати вашето ново дело, што значи дека наскоро би можела публиката да го очекува, така? Па да. Многу наскоро. Јас овој пат соработувам и досега многу пати сум соработувал со нашата печатница Напредок. Таа издавачка куќа, овој пат со издавачката куќа Напредок од Тетова,
да кажем, и мојот напредок од Тетово, со кого соработувам одамна, правиме еден нов роман, што се вика Отпадот од духовните контейнери. Како име на романот може и да збунува. Но ја би сакал да објасним романот како една смисла на животот во старечка доба. Зашто животот е и за старите, не само за младите луѓе. Јас сакам како старите размислуваат за себе. И не треба да разберат како луѓе кои што само бележат бројки и препознавање во минатото, тука како луѓе кои што се пројавуваат во животот и за кои треба да пишуваме. Во овој роман се обидувам преку двајца млади се каже, млади некогаш биле, во 8-та деценија се, двајцата живеат во Женева, но делот од семејството им останува во родното Тетово и селата под Шарпланина. Се обидуваат да држат контакт со тоа што било и тоа што треба да биде. Зашто во животот не е се тоа се она што било и се она што ќе биде. Никогаш не е се тоа што било. Секогаш има нешто што ќе се прояви како ново. Ама исто така и минатото е такво какво што е и иднината. Се зирка со некој мало прозорче од човековата душа, пред тоа маѓесно огледало на кој ние се огледалуваме за да видиме самите себе најмногу во староста, за да го препознаеме и животот во иднината. Зошто не е крајот само за старите луѓе. Никогаш не може да се каже дека староста е за нов живот, за нови, ама не мора да се разбере и како темнината, како нашата бесконечност во нашиот живот и во душата. Колку вкупно имате ли бројка, колку вкупно дела имате? Се работи за навистина плодна кариера во пишувањето. Колку дела имате оставено позади себе и што представува секој од нив за вас? 17 романи, една драма која што се вика "Ние малите луѓе сме големи чујеци" и е пишувана на тетовски дијалект. А зашто е пишувана ќе објасним понатака, откако ќе ги набројам и другиве мои дела. Имам за другата страна од тишината една книга со раскази и новели. Имам книга со драми, со мои драми. Имам многу монографии на кои сум работел или сум соработувал. Имам едно чудо рецензии за наши автори од Тетово, за кои сум ја разработувал нивната работа и сум пишувал рецензии, мислења за нивниот труд. Како што е Светозаревиќ, Бране, како што е Диме Окле за Серенада и многу други. Сметам дека со својот труд оставив некоја трага во Тетово и сум горд. Еве и со една длабока воздишка за радост да кажам дека навистина сум задоволен од животот и верувам дека ќе ми биде дозволено да ми се каже што беше најважно во мојот живот. Јас би рекол, се служев во сите мои драми, како што и сите романи, како што поборавте да кажам, се служам со различностите. Се служам со една филозофија на Конфуција, но кинескиот филозоф Конфуција, кој што вели: ако нема различни мислења, нема потреба од договор. Може да има договор ако има различни мислења, ако не мора да има и договор. Според тоа се обидувам ни светот на луѓето кои што, еве, да кажам, уште еднаш да повторам, кои што незабележливо минуваат низ животот и времето, се обидувам да го споим тоа што е во еден збор кажано човечност. И човекот во нас, со кој ние ќе го оставиме овој свет. Зошто смртта и бесконечноста е еден срав
за луѓето од староста, како што некој можеби ќе каже тоа е најубавата доба од животот. Не. Ќе се обидам само да кажам и со дел од содржината на мојот најнов роман Отпадот од духовните контейнери, со еден наш откорнатик од нашава земја, кој што живее во Женева и се обидува на стари години да освари нов живот. Останува вдовец, но се наоѓа со една французинка, исто така возрастна жена, пензионерка, заедно работеле во кујната на некој хотел во Женева, но таа е посовремена жена, модерна жена. Она се обидува нашиот стар човек, што би рекол, условно стар, со своите стопала, за кои смятаат французинките дека еден од најубавите работи што прават перцепцијата за убавината на жената. Стопалата и биле многу убави и тој се влюбил прво во стопалата за да може да развие љубов. Но дали може, јас се прашувам во романот, дали може во возрастна доба, во посетокот на 8 деценија, да се доживее нова љубов. Или дали таа, ако се доживее, оди со сите страдања, со сите недоречености и речености на љубовта како дел од животот. Го споменавте и тетовскиот дијалект. Колку мислите дека е важно да биде присутен во вашите и во дела на други автори, со цел да се зачува? Често и сме коментирале оваа. Јас напишав не само драмата ми, малите луѓе сме големи чујаци на дијалект, напишав и уште една драма. Иконија, пардон, господја Ика. Напишав и драма Господица Ика, со која освоив, како монодрама, освоив на еден фестивал 92-та година во Косење на нашиот мислим, републички фестивал за драми, освоив и прва награда таму. Ја мислам дека пишувањето на дијалект е одговорност. Не е забелешка. Пишување на дијалект значи да се посетува и литературниот јазик. Зошто дијалектите се свежи врутоци на литературниот јазик. Според тоа имаме обврска да ги негуваме дијалектите како свежи врутоци на литературниот јазик. Мене, отворено да ви кажам, многу се лутам и се нервирам кога ќе слушнем меѓу нашите луѓе, кај нас, во Тетово, меѓу помладите и постарите, да се расипува тетовскиот дијалект, да не може да го препознаеме. Наместо ваќе, таќе, како што ние сме навикнале да зборуваме, да слушаме, па еве дека биде и така, или таке, или ваке. Тоа не ми го руши расположението. И сум возбуден од таква моќ. Или, например, Никад, зборот Никад, за нашиот убав збор Никуаш. Значи, треба и дијалектите да ги посетуваме како свежи врутоци на литературниот јазик и ако уште можам, ја ќе пишувам и на тетовски дијалект. Едновремено, сега сакам да кажам и да го пофалам, да одбележам еден голем пример, да кажем, во тетовска трага културна, на нашиот млад човек Гавро, автор, кој што направи енциклопедија на тетовските зборови и граматика направи. Еве сега луѓето прв слушаме дека купуваат книги, неговите книги се купувани, но не е доволно неговата работа. Треба да се посетува тетовскиот дијалект за да се препознаваме како луѓе не само во минатото, туку и во иднината. Кажете ми, имате и романи, и драми напишано и слично, но драмите, некои од нив беа и одиграни на сцена. Какво е чувството да се види ваше дело, одиграно од група на актери, да заживее и на некој поинаков начин? Но,
можем да одговорам на тоа прашање, но не сум сигурен дали ќе бидете задоволни од тоа што ќе. Сметам дека драмите што се игра, моите драми, 5 драми имам играни на сцена, и за една од нив имам добиено и награда во Републикава. Сметам дека е тоа големо достоинство. Нешто како голема љубов, како раѓање на дете. Но после тоа се замрува. Те нема. Кога има неколку драми со кои сум бил горделив, секогаш сум сакал да ме препознаваат, не само како професор универзитетски, туку и како писател. Не гледам некој да се сети дека јас сум автор на многу драми кои што ги гледале на сцена. Може би ќе се сета повеќе на луѓето кои што глумеле или режирале, отколку на творците на драмите. Мислите дека е тоа затоа што конкретно актерите се изложени, можеби? Да. Видливо е. Еве така, минатата пролет, и тоа во пандемиски услови, беше организирана и подготвена представата Чај со рум. Со Башо, со Игор Башовски. Прекрасен човек и глумец. Тој единствено од тие луѓе со кои досега сум соработувал, ми оддаде големо внимание за тоа што го правиме заедно. На крајот од представата, која што многу успешно заврши во Лешечкиот манастир, ме повика да ме представи како автор на тоа. Мислам дека е горделивост, дека е, како да кажем, тоа е едно обележие на мојот живот. Јас сум задоволен од својот живот, од својот талент, од својата наобразба, од својата литература. Мислам дека е доволно тоа, кој ќе се видим во тоа маѓепсно, натрешно огледало во мојата душа, зашто таму се огледалуваме без да не можеме на обичните огледала да зборуваме самите со себе, но во овие матиши што ги имаме во душата, да, магични, волшебни огледала, таму може да зборуваме и самите со себе. И кога зборувам сам со себе на тоа огледало, мислам дека можам да бидам задоволен од сопствениот живот, да бидам горделен на сопствениот живот, на тоа што го напишав, на тоа што го оставив како трага за мене, но и за литературниот живот и за културата во Тетово. Имате ли совети кон младите? Кажавте дека има доволен број на млади лица кои што кријат во себе таленти и желба за уметност, за култура. Се посветуваат ли младите на вистинските вредности и кои се тие вистински вредности? Тоа е прашање за поединечно прашање за секој автор кога се зборува, но мислам и генерацијски, мислам дека младите луѓе, еве, зборуваме за слабо школство, за лошо образование, за програма која што е еве сега нарушена со пандемијава. Мислам дека зборуваме за нешто што не е образование кој што го сакаме и очекуваме. Сепак во литературата имаме луѓе кои што се пројавуваат и на постара возраст, и на помлада возраст, како некоја обврска према себе, према колективниот морал и етика. Мислам дека се случува нешто како феномен. Има многу автори, а мислиме дека не чита никој, а се печата. Значи има нешто што треба да се објаснува како нешто натрешно, еруптивно, како вулканска лава која што произлегува од обичниот човек, кој што сака да остави трага од своето живење. За крај кажете ми, имате ли уште идеи за идни дела? Има ли приказни кои се уште не сте ги раскажали и споделиле со публиката? Или секогаш и ќе има? Секогаш има идеи, но сега сум ја веќе
стар човек. Немам таква кондиција како некогаш што имав, но имам идеи. Ја напишав еден роман меѓу моите 17 романи кој што се вика Време за времето. Мислам дека немаше доволно време за времето во тој роман. Може да зборуваме и со нови размисли за тоа што сме во овој живот. Дали треба уште нешто да одбележиме тоа што требало или не требало да го направиме. Секогаш има нешто што уште треба се направи. Дали ќе стигнам да напишам уште нешто, не знам што да кажам. Но сега можам да пишувам со поискусни, посигурни работи. Се препознавам самиот во себе, во оваа старост. Можам да напишам нешто што е тоа што ја би го предложил како дилема, како спротивставено на денешниот, минатиот и со утрешниот свет. Ја морам да кажам дека кога поново ќе се одлучам да пишувам, ќе пишувам за земјата. Земјата, нашава земја на која живееме, газиме и не ја почитуваме понекогаш, станува се помала и помала. И му припаѓа на целото човештво, па и на нашиот мал народ, жилав народ, кој што е насекаде на сите светски меридијани, на сите светски ширини изложени, ќе пишувам дали сме таму уште македонци. Или може би нешто се промени во нашата свет. Во еден од моите ликови пишувам за академикот Виктор Трајковски од Шведска, кога прави филм документарен за него во Шведска, тој мене пред камера ми кажа дека не е доволно во Шведска да се знае, да се познава шведскиот јазик. Туку мораш прво да научиш да размислуваш на шведски. Дали нашиот човек надвор од земјава може да размислува само на македонски. Зошто ние нашиот идентитет треба да го чуваме, да го одржуваме, да го напредуваме. Зошто идентитетот е важна работа во нашиот живот. И ја ќе завршам со мислата на Гане Тодоровски. Гане Тодоровски велеше, да ве потсетам, колку сме, толку сме, токму сме. Но Гане зборуваше и нешто друго. Гане беше вистински гений. Зборуваше, Гане велеше, ќе не нема и кога ќе не има. Како што не немаше, кога и требаше да не има. Многу ви благодарам и ви посакувам добро здравје. Ви благодарам што ме повикавте.